Одиме на голема победа, одиме на 63 пратеници. На 11 декември носиме живот во Република Македонија. Кој добива, а кој губи? Какви се трендовите во рейтинзите на партиите во пресрет на изборите на 11 декември? Какво е расположението на гласачите? Вечерва во топ тема на ваша страна. Анкета на Телма, Македонскиот центар за меѓународна соработка и Институтот за демократија Societas Civilis. Гледајте ги резултатите, слушајте ги коментарите и коментирајте, односно учествувајте со ваши ставови. Добро вечер, јас сум Боби Христов. Уште една топ тема на ваша страна посветена на изборниот процес. Да се слушне вашиот глас. Тоа беше еден од основните столбови на топ тема на ваша страна. Што значи без малку секој месец или најмалку еднаш месечно. Ке се обидеме да го слушнеме вашиот глас за различни општествени теми и предизвици преку испитување на јавното мислење. Но сега сме во предизборие и затоа стартуваме со изборни теми. Вечерва во топ тема на ваша страна, заедно со мене и Оливера Трајковска. Во мене се условно резултатите, а кај Оливера аналитиката и вечерашниот форум. Оливера? Добро вечер и од мене. Топ тема на ваша страна. Должиме за почеток уште неколку дополнителни информации. Анкетата која што вечерва ќе ја третираме и во панелот, откако резултатите ќе ви ги соопшти Боби Христов, е направена лице в лице од 6 ноември до 20 ноември. Ако доволно добро се сеќаваме, ова е период во кој се уште партиите ги нема предадено своите коалициски листи, што значи дека на 6 ноември теренската анкета е стартувана горе-долу без коалициските формации кои конечно при предавањето на листите ни се познати како ќе изгледаат. 1000 испитаници, теренска анкета, нарачател на анкетата е Телма телевизија, Македонскиот центар за меѓународна соработка и Институтот за демократија Societas Civilis. Почнуваме веднаш. 4,8% поени. Тоа е разликата која што ја покажува анкетата на Телма телевизија, Македонскиот центар за меѓународна соработка и Институтот за демократија Societas Civilis. А за кого? Ќе дознаеме веднаш на првото прашање. Доколку денеска би имало избори, за кого би гласале, беше првото прашање во нашата анкета, а одговорите се следни. Малку ќе почекаме. 23,7% за ВМРО ДПМН, 18,9% за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, 6,2% ДУИ, Демократската партија на албанците би имала поддршка од 3,3%, БЕСА би имала поддршка од 1,2%, доколку изборите се одржат утре. Ја имаме и категоријата други, 4,3%, меѓутоа мораме да напоменеме дека во оваа категорија влегуваат сите оние партии либерална, ВМРО народна, левица, меѓутоа имајте предвид дека анкетата е сите партии кои што се извинувам се под 1%, меѓутоа имајте предвид дека анкетата е правена во период како што спомена Оливера до 20 ноември кога ние се уште ги немавме сите позиционирања, сите кандидатски листи и сите коалиции. Но она што е уште поинтересно во анкетата е имаме она така наречена сива бројка од 33%, односно тоа се 14,9 кои што рекле дека се неопределени и 18,2% кои што
одбиле да одговорат на ова анкетно прашање. 8,5% поени е бројот на оние кои што изјавиле дека нема да гласаат. Овие податоци се интересни сами за себе. 4,8% предност за ВМРО ДПМН споредено со Социјалдемократскиот сојуз. Меѓутоа, имаме и други податоци кои што ќе ви ја приближат вечерашната анализа. А тоа се пред се показателите кои што се однесуваат на етничката припадност, но и други кроз, така наречени кроз табулации или проверка на податоци, кои што ќе овозможат еден сосема поинаков преглед на состојбите. За која партија ќе гласате, погледнато од етничка структура, се покажува дека решеноста да се излезе на избори е поголема кај албанската заедница. Македонците во поголема мера би гласале за ВМРО ДПМН 31,6%, 23% е соодносот на македонци кои што би гласале за СДСМ, но овдека во оваа табела го имаме еден од можеби клучните показатели кои што може да покаже во кој правец би се одвивале изборите. А тоа е ова бројка. 6,3% поени од испитаниците во нашата тројна анкета, нема повеќе да ги споменувам имињата на сите нарачатели. 6,3% од албанците изјавиле дека би можеле да гласаат за Социјалдемократскиот сојуз. Имаме и уште еден табеларен приказ, а тоа е секогаш и во сите анкети вообичаено е податоците да се споредуваат според различни податоци, според возраст, пол, образование, етничка припадност, вработеност и така натаму. Тоа е еден огромен сет од информации, меѓутоа ние овој пат одбравме само една скратена верзија во оваа табела, во која што ја имате изразено поддршката на што ја добиваат политичките партии во однос на секторот на вработеноста, во однос на тоа дали испитаниците се невработени или пензионери, бидејќи всушност тоа се и прашањата кои што најчесто се поставуваат. Од каде партиите го црпат својот најголем контингент на гласови или кои се социјалните слоеви кои што им даваат одредена поддршка на партиите. Резултатите јасно покажуваат дека ВМРО ДПМН, која што се уште, иако изборите се почнати, и натаму можеме да ја наречеме владеачката ВМРО ДПМН, најголем дел од поддршката ја црпи од вработените во јавниот сектор, тоа се 37,9%, а потоа кај вработените од приватниот сектор. Исто така специфичен показател за тоа од каде се црпи контингентот на гласови на владеачката ВМРО ДПМН, подочно знам во анализата, веројатно ќе има подетелни објаснувања за тоа, е и категоријата пензионери. 36,8% од пензионерите ја даваат поддршката на ВМРО ДПМН, додека 19,8% поддршката на СДСМ. Ситуацијата кај невработените е некако изедначена и тоа е веројатно податок кој што ќе биде интересен за анализа. Тука подеднаква е поддршката што им се дава на и на ВМРО ДПМН и на СДСМ. Дали партиите не веруваат во нивните ветувања за многу нови работни места и така натаму, тоа е секако едно од прашањата за кои што следи понатаму анализата. Во секој случај сумирано 4,8% поени разлика помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ во македонскиот блок или 2,9 меѓу ДУИ и ДПА во албанскиот блок. Тоа е сублиматот на првичната проекција. Имаме уште многу нови податоци. Што сето ова може да значи? Верувам дека е само ова едно од многуте прашања кои што ќе бидат анализирани веднаш сега од страна на Оливера и нејзините гости. Благодарам, Боби.
Мои гости вечерва на панелот за анализата на овој блок, а и потоа другите податоци кои ќе доаѓаат за анализа се главниот одговорен уредник на Телма телевизија Атанас Кировски. Добро вечер. Добро вечер. Башким Бакио Институт за добро владење. Добро вечер, Башким. Добро вечер. Должам дополнително објаснување. Институт за добро владење не мора да значи дека сте прилично добро упатен во правењето сондажи, па ќе бидете вечерва од помош околу ова дебата. И Миша Поповиќ од Институтот за демократија, Societas Civilis. Добро вечер, Миша, за вас. Должам уште еден податок, постојано вртиме и коментираме кои се нарачателите на анкетата, меѓу другото на тоа сме обврзани и со законските правила, но да додадам дека изведувач на анкетата е М-проспект. Ова е важно, Кировски, од причина што можеби овие избори се првите во кои долг период беше тотален пост околу објавување било какви анкети. Од оние на кои што тоа им е работа, најчесто во овој период можеше да се слушне дека после еден долг период на тренд во кој тешко ви се изјаснуваат на телефон за кого ќе гласаат, они што држат до своето реноме сметаат дека малку треба оваа приказна да ја тргнат настрана. Телма телевизија одлучи да биде нарачател наместо да толкува туѓи анкети, да биде еден од нарачателите на ова анкета во време кога тотален тренд е, ќе ви речат сите, зошто сега прв пат се обидувате со ваков чекор, ако анкетарите, вклучително и во светот, веќе не се прославија, вклучително на последните избори во Соединените Американски држави. Значи, независно од тоа што, да речеме, се смета од и изборите во Соединените Американски држави, агенциите за мерење на рейтинг и оние што ги вршат истражувањата промашиле, сепак, ако земеме во предвид дека маргината на грешка е плюс-минус 3%, може да се види дека повеќето од агенциите кои што ги вршеле истражувањата во Соединените Американски држави всушности биле внатре во тие плюс-минус 3%, но таму беше резултатот too close to call, како што велат американците, независно од тоа што секој пат не може да се погодат анкетите, бидејќи многу фактори влијаат, особено на денот на изборите. Во Македонија па посебно заради тоа што има 6 изборни единици, тоа малце подоцна ќе го објасниме. Светски тренд е водечките телевизии да нарачуваат анкети, да ги прават за нив и тие да ги презентираат во јавноста. Овој гап што ни се случува, што не се објавуваат или многу малку се објавуваат анкети, а ние знаеме дека многу се прават анкети на теренот, е од тоа што веројатно овие резултати што вечерва првично Боби ги презентираше на нашиот видеозид, не им одат во прилог ниту на едната, ниту на другата политичка партија, условно земено, бидејќи владеачката коалиција тврди дека може да освои 63 пратенички мандати, што е по мене апсолутно недофатливо, а од друга страна Социјалдемократскиот сојуз смета дека има некакво водство и се надева на победа на овие избори, што исто така не ни го покажа како проекција првишниот резултат. Би го искоментирал само накусо трендот на ова што се покажува, а тоа е дека ВМРО ДПМН и натаму има известна предност. Разликата меѓу владеачката партија и СДСМ во однос на 2014 е прилично намалена. Овој резултат од 4,8%, ако земеме во предвид дека отстапување имаме од плюс-минус 3% и исклучително висок процент на луѓе кои рекле дека ќе гласаат, ама одбиваат да кажат за кого, а традиционално тоа се повеќе гласови на кои што може да смета опозицијата, наликува дека влегуваме во прилично изедначена изборна трка со известна предност за ВМРО ДПМН. Миша, има ли изненадување за вас? Па нема изненадување за мене. Тоа што претходно беше кажано, значи таа разлика од 4,8% е веќе нешто што е логично после сите 2 години поминати во бавење со доказите за или сугестиите за расширената корупција и граѓаните во принцип препознаваат, можеби некој очекува повеќе да препознаат дека
некој злоупотребил власт, па да го казнат со полош рейтинг. Меѓутоа, како и да е, во споредено со 2014 година, тоа е кратко време пред да почне кризата, ако добро го видиме тоа, всушност е преполовена, ако не и повеќе од преполовена, предноста која што ја имаше ВМРО-ДПМН пред СДСМ. Бидејќи сте гледале многу анкети, сте работеле на некој од нив, кога би биле во позиција на социјалдемократите, 20 завршува анкетата, предпоставувам и тие правеле свој, 21 почнува изборна кампања. Разлика 4,8 е резултат кој што една сериозна политичка партија може да го трча во изборна кампања, како тоа велат, сосема дофатлив во изборна кампања. Па сега Или ако ги имате во предвид трендовите? Тоа е веќе тешко прашање да се одговори, може да се облажувате, меѓутоа не можете да знаете точно како ќе оди тоа. Сепак е дофатлива таа разлика заради тоа што доколку се погледнат неопределените, таму може да се најде потенцијал за мотивирање дополнително на неопределените и практично носење во својот камп. Што ви значи од оваа анкета? Неопределени скоро 14,9, но оние што велат одбива да одговори 18,2, каде повеќе треба да ги сместиме тие 18,2? Што значи тоа кога на анкета лице в лице на тоа прашање одбивате да одговорите? Кога одбивате да одговорите, тоа е сигнал дека во општеството се уште граѓаните не се сигурни кој ги гледа анкетите, во смисла на тоа колку податоците кои што ги собираат истражувачките агенции доаѓаат како лични податоци во некоја до некоја од партиите. Меѓутоа тоа не е точно. Најголемиот дел од агенциите всушност не ја злоупотребуваат довербата на испитаниците и многу би сакал чисто и како апел некој да упатам до граѓаните да не се плашат, тоа не е многу обемна работа е вие да ги шпионирате граѓаните, да немате нели црни кутии во управата за безбедност и од како се вели веќе изградени стереотипи или представи на луѓето. Вие денеска не можете да ги убедите дека не е обележено гласачкото лифче. Вие не можете да ги убедите дека нема камера зад избирачкото место, вклучително и анкетарот. Но јас многу точно ме прашувам. Кога му доаѓате некому дома и вели одговорам на сет прашања, на ова нема да одговорам. Потенцијално сметате дека тоа е резервоар за опозицијата или за владеачката? Ке ви одговорам прво директно, ама меѓутоа сакам и после да дообјаснам нешто. Во минатото пропорционално се распределува овие испитаници кои што одбиваа да дадат одговор. Од прилика пропорционално според силата на партиите на избори. Меѓутоа, веќе се забележува еден дисбаланс помеѓу тие гласачи, тоест тие испитаници, и може да се каже дека тие натежнуваат сега на страната на опозицијата. Од друга страна, веќе со години во истражувањето на јавното мислење и рейтинзите на политичките партии во Македонија, можеше да се забележи поголемо одбивање, значи не одбивање да се одговори прашањето, туку одбивање да се учествува во анкета на оние гласачи кои што на оние испитаници кои што гласаат опозиционерски. Во оваа анкета се забележи дека веќе тоа не е така. Дека тој дисбаланс е намален сериозно и практично граѓаните кои што претходно имаат историја на опозицијско гласање се одлучуваат да учествуваат во анкети. Јас ако може само нешто да додадам пред да му дадеме збор на Башки. Јас ги гледав малци и кростабеларните кросови и се задржав бидејќи оваа интересна бројка очигледно на 18 нешто луѓе кои што одбиваат да одговорат. Приметив еден интересен тренд кај тие луѓе. 14,6% од нив рекле дека доколку дојде до промена на власта, мисла дека ќе живеат подобро. И сметам дека тоа е некаков индикатор
дека штом луѓето мислат дека ако дојде до промена на власта дека ќе живеат подобро, дека сепак таа бројка и инклинира малку повеќе кон опозицијата. Само тоа сакам да додам. Сега ќе мораме да дадеме пауза за реклами со оглед на тоа што инаку ќе влеземе во терминот во кој што ќе ги нарушиме нашите комерцијални обврски. Баш им застанавме околу анализата на прво генерално податоците, рейтинзите на партиите и она што ни го презентираше Боби е етничката припадност, за кого ќе гласате, македонци, албанци, веројатно во скоро сите анкети, тоа е изненадувањето. Анкетата на М-Проспект покажува дека 6,3% поени од албанците би гласале за СДСМ. Дали за вас тоа е факторот на изненадување во кој анкетарите се чуваат дека маргината плюс минус 3 во предвидувањето може да биде пеколно загрозена од тој момент кој што е веројатно прв пат на изборите се појавува како бројка? Да, малку изненадувачки, бидејќи процентот е висок, но забелешка до организаторите, бидејќи јас како представник на Институтот за истражување на политики и добро владење, кратенка Институт за добро владење, кој што се занимава со исто испитување на јавното мнение и која што во последните избори точно ги погоди бројот на пратениците албанци, покасно го добив бројот на проценти и токму во однос на СДСМ за мене е малце изненадувачки. Но од друга страна, имајќи предвид дека доаѓам од организација која што спроведува анкети, човек кој што ги поминал во последните 10 години сите фази на истражување, од истражување на терен до координација на анкети, координација на анкетарен тим и денеска менаџирање на анкети и кој што објавува, има малце забелешки, особено ако го имаме во предвид изборниот модел во Република Македонија и процентот на примерокот кој што се превзема за реализирање на одредена анкета. Имено, со оглед на фактот што постојат 6 изборни единици и демографски и географски поделени, одредени бројки различно можат да се коментират. Например, процентот 3,3, доколку е концентриран само во Тетово и доколку само излегува од таа изборна единица, тоа значи дека е победник. Претпоставам дека примерокот кој што е превземен за реализација на оваа анкета е 1100, тоа значи дека околу 200 до 220 максимум албанци или од 1000, значи 220 албанци се испитувани за да се добијат одговори, респонденти. Што за сите општествени политички теми е реална и процентите се во рамки на маргиналната грешка 1, односно од 1 до 3. Но кога се збори за процентите за симпатија, односно гласање на политички партии, секој од овие бројки, односно проценти може да се промени. Имено на последната анкета која што ние ја реализиравме со примерок 1000 испитаници на изборни единици и во 6-ката, и во 5-ката, и 3-ката, и изборна единица 1 и 2, каде што се концентрирани албанци, нашите проценти се поразлично. Изненадување таму кај нас е БЕСА и СДСМ. Односно, дел од процентот од гласачите кои што ќе гласат за СДСМ. По-конкретно, БЕСА е втора, веднаш позади ДУИ, а гласачите кои што, односно респондентите кои што велат дека ќе гласат за СДСМ се исто така изненадувачки, кој што е нов феномен, има детали на објаснување, претпоставувам и преку оваа анкета, ако се спореди со некоја друга која што е направена конкретно за албанците, дали е тоа поради тоа што на јавниот настап поинаку од било кој политички лидер на СДСМ, поинаку визави општествените проблеми и албанците конкретно, споредено со останатите лидери, или пак личности кои што се влезени во СДСМ. Има аргументи и за тоа, кои што може да се објасни, но целокупно е дека изненадување, дека голем процент од албанците, релевантно 4%, кај мојата анкета, кај нашата анкета, односно 6, сега дека ќе гласат. Иако тие гласачи
се гласачи кои што ја мразат владеачката коалиција, имат гнев кон ВМРО ДПМН и ДУИ и сакат одмаздувачки да се однесуваат према неа. Значи, исто ако ги споредиме овие анкети, односно процентот на ДУИ споредено со последната анкета, можеби кој што било која организација, односно истражувачка агенција направил, има голем пат кај ДУИ и тие гласачи гравитираат и кај СДСМ и кај БЕСА. Бидејќи менталитетот на албанските гласачи, односно албанскиот електорат така се делало. Претходно ДПА, ПДП, па сега ДПА, ДУИ и со појавата на новите политички партии тие се препливаат. Дел од ДПА преминува кон села и голем дел од ДУИ гласачите преминуваат кон БЕСА и БЕСА успева преку, односно со нивната појава да генерира гласачи кои што до денеска воопшто не гласале на избори. Било тие да се конзервативни, било тие да се луѓе кои што не сакале воопшто да гласат, а очигледно дека тој процент кај албанците во минатите избори, во сите минати избори бил огромно голем. Ја би сакал само нешто тука да додам околу Башки, па потоа Оливера ќе одговорам со задоволство на твоето прашање. Точна е забелешката што ја даде Башки, јас сум должен на гледачите да им објаснам дека првата теренска анкета што ние ја објавуваме е работена на национален примерок и таа не е работена според 6 изборни единици во кои што се распоредуваат гласовите и се делегираат пратеничките мандати. Сакам да најавам дека отприлike за една недела ние ќе имаме анкета која што е каде што ќе има всушност 6 анкети во една, во секоја изборна единица посебно ќе се врши истражување на бустиран репрезентативен примерок што ќе ни даде вистинска слика што се случува во секоја од изборните единици и што ќе ни даде и некаква слика за отприлike распределба на мандатите, бидејќи врз основа на овие проценти не може да се прави никаква реална дистрибуција или распределба на мандатите. Тоа само сакав да појаснам и да најавам дека за една недела ќе имаме анкета која што ќе биде тазе, таа ќе знаеме што се случува после стартот на изборната кампања за разлика од ова и ќе видиме како се определуваат избирачите и откако се формирани коалициите, бидејќи имајте во предвид дека оваа анкета теренска е правена пред да се формираат коалициите. Само една мала забелешка, бидејќи јас сум човек институционалист кој што верува на науката и на истражувањето. Не се согласувам со вас дека имало утка во анкетите во Соединетите Американски држави, бидејќи според сите анкети водеше Хилари Клинтон, а и практично и со гласови водеше Хилари Клинтон, но поради системот победи Трамп, што слично горе-долу и кај нас. Значи може да гравитира процентот на одредена политичка партија да биде повисок, меѓутоа партијата која што има понизок рейтинг да добие повеќе мандати. Клучно за распределба, односно за интерпретација на проценти е доколку се спроведуваат анкети кои што како ги спомна колегата, бидејќи сепак недалеку после 2 недели ние ќе се срамиме ако се согласуваме со одредени проценти, ако не ги интерпретираме како што треба, односно ако не се реализира така како што спомнавме, бидејќи изборите ќе се случуваат на 11 октомври, ако ова декември и ако процентите на пратеници е сосема обратен на ова, односно и на гласови кои што ќе добијат на ниво на цела територија и по изборни единици и дистрибуција на мандатите, ако не произлегува според ова, тогаш не е завршена работата како што треба. Да, мала реплика. Мислам, ова истражување не е обид да се проценат мандати. Во таа смисла не може ни да се земе дека можеме секоја анкета да се занимаваме со секоја анкета како за мандати. Во таа смисла и мене ми е секогаш ми било чудно сензационализмот околу рейтинзите, заради тоа што после рейтинзите доаѓа изборниот модел. Вие имате обврска, например, сите последни 2-3 анкети кои што се објавени, 2-3 кои што ние ги реализиравме како институт, втора излегува БЕСА. Според вас втора излегува ДПА. Што на 11 декември, доколку БЕСА излегува после ДУИ.
Како ги го интерпретирате визави, тука ја немате, односно со 1,1%, а ДПА со 3,3%. Односно, што доколку БЕСА е над ДПА? Со пратеници и со глас. Доколку БЕСА е над ДПА, тоа може да се должи на статистичката грешка од која што патат сите истражувања, заради тоа што статистичката грешка е грешка на мерење. Као кога мерите температура и во кога мерите температура има грешка на мерење. И не може да се очекува постојано математички точно да покажува статистичката грешка на 1100 е 1 до 3%. Не, него е 3% на 1000 испитаници, 3,1%. Океј, ама сепак не е кореспондентно тоа. Во овој блок како само уште нешто јас да додадам дека точно е дека е статистичката грешка до 3, околу 3%, 3,1 како што вели Миша, но таа е особено може да биде нагласена кај субјекти кои што се појавуваат со мали проценти во анкетите, односно се на ниво или под статистичката грешка. Затоа велам дека кога ќе ги правиме анкетите во самите изборни единици, тогаш ќе добиеме и многу поквалитетен примерок и тогаш ќе можеме, значи оваа анкета повеќе ни дава трендови меѓу СДСМ и ВМРО, да видиме каков е соодносот кај албанските политички субјекти, ДУИ, визави БЕСА и ДПА. Да го заокружиме само овој разговор, бидејќи ја покажавме табелата во однос на тоа како и за колку ќе гласаат во однос на работниот статус. Ако загаднуваме темата колку во време на кризата губи ВМРО-ДПМН и во каков тренд ги пресретнува анкетата која вечерва ја објавуваме, дали ви изгледа логично дека оваа структура на ВМРО-ДПМН е 37,9% поени од вработените во јавниот сектор и 36,8% поени од пензионерите, се всушност оној стабилен круг кој не можеме да го поврзуваме директно со прашањата кризата колку му одзема на ВМРО-ДПМН, дали е тој во својата надолна линија поинтензивно или помалку интензивно на начин на кој што би сакале приврзаниците на опозицијата. Видете, точно е дека постои еден тренд пензионерите подолг период да даваат поголема поддршка на ВМРО-ДПМН отколку на СДСМ и тоа го покажува и ова истражување. Исто така е сосема очекувана поголемата поддршка за владеачката партија кај јавната администрација, тоа е логично. Во овој момент кога не гледаат граѓаните, тие отприлика знаат како завршил претходниот изборен циклус, со какви резултати и со додавка дека опозицијата ги оспорила како тотален изборен инженеринг. И кога сега покажуваме анкета на падот на рейтингот на ВМРО-ДПМН и момент во кој што се пресретнуваат со СДСМ со 4,8% поени разлика, веројатно за да им стане појасно би требало да знаат изразено во поддржувачи гласачи колку е тоа пат. Тоа е нешто што е тешко да се изрази во бројки, бидејќи за да изразиме точно во бројки треба да го погодиме и одзивот на избирачите. Мислам дека е многу тешко некој да го погоди одзивот, но ако го земеме како репер, да речеме одзивот во 2014, тогаш оперира и резултатот дека во 2014 ВМРО-ДПМН доби 485.000 гласови. Гледаме дека тој сооднос беше 27 наспроти 16 или соодносот е 1,68 спрема 1. Сега во оваа анкета имаме 23,7 наспроти 18,9, односно сооднос од некој 1,25 спрема 1. Според тоа, доколку ги земеме повторно да биде истиот одзив, што е тешко да биде баш истиот, тоа укажува дека ВМРО-ДПМН изгубило околу меѓу 70 и 75.000 гласачи од оние што гласале минатиот пат за нив, а дека контингентот на СДСМ е зголемен за некаде околу 50.000 гласови или нешто повеќе. И тука се гледа намалување на тој гап. Кај
изјаснувањето за кого гласавте на претходните избори и сега да видите како се изјаснуваат луѓето, очигледно има прелевање огромно. Оние што се намалува поддршката на ВМРО ДПМН, се зголемува поддршката на СДСМ. Дали е во рамките на овие контингенти на бројки што ви велам, што ви ги говорам, тоа зависи од одзивот. Ако претпоставиме дека одзивот е тој истиот како што бил 2014, тогаш зборуваме горе-долу за овие бројки што јас ги зборувам. Поточно ќе стане јасно како ќе ја видиме втората презентација на колегата Христов и таа важна споредба како се движеа гласовите и каква е сега проекцијата визави изборите 2011 и 2014 година. Токму така, Оливера, значи има уште два битни показатели кои што можат да ги покажат трендовите и со овие две следни компаративни анализи на податоците кои што произлегоа од нашата анкета. Јас сакам да додадам малку масло на огнот и да ја разгорам оваа дебата, а ова е првиот факт е со односот кој што го имале двете водечки владеачки, односно ВМРО ДПМН и СДСМ во изминатите 3 изборни циклуси, а втората табела ќе ни покаже еден друг тренд, дали имаме тоа што го спомена Кировски, одлив на гласовите, каде тоа води и што сето тоа значи. Меѓутоа да го погледнеме прво ова. Значи 24% наспрема 20,2 бил резултатот во 2011 година, споредено меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, тоа е според официјалните податоци на Државната изборна комисија, или 3,8% поени разлика. 2014 година оваа разлика бележи огромен скок до 11% поени, односно 27,1% е бројот на гласовите кои што ги освојува ВМРО ДПМН, а 16,1% е бројот на гласовите кои што ги освои Социјалдемократскиот сојуз. Нема да оптеретувам со бројките, сите ги знаеме, меѓутоа битна е оваа разлика. Што добиваме сега во проекцијата, бидејќи нашата анкета е само проекција. Добиваме можни 23,7% за ВМРО ДПМН, односно 18,9% за СДСМ или 4,8% поени за разлика. И во оваа табела секоја политичка партија може да си најде причина и за славење и за вознемиреност. Социјалдемократите можат и нивните стратези да бидат среќни затоа што успеале оваа бројка од 11% поени да ја спуштат на 4,8% поени, додека пак во штабот на ВМРО ДПМН може да се радуваат ако сакаат или пак да размислуваат од тој аспект дека и покрај трендот на намалување сепак тие се во подобра предност бидејќи го имаат подобриот резултат од 3,8% поени во 2011 година, што значи немаме се уште на комплетно изедначување. Меѓутоа, имаме уште една интересна табела, односно споредба, која што веројатно ќе мора да ја имаат предвид и партиските стратези во штабовите на политичките партии, а ова е следнава табела. Јас ќе молам само режија доколку може да ја смират. Што покажува всушност ова табела? Тоа е всушност табела која што е добиена од првата. Значи, од бројот на оние кои што дале и се изјасниле за кого ќе гласаат, меѓутоа споредена со прашање за кого гласавте во 2014 година. Така што гледаме еден стабилен процент кај ВМРО ДПМН од 88,7% поени, значи тоа е стабилно гласачко тело кое што тие го задржале и од 2014 година и во оваа анкета објаснуваат дека ќе гласа повторно за ВМРО ДПМН. Меѓутоа, она што е специфика, кај нив имаме одлевање на 1,7% од гласачи на СДС. Тоа значи дека се 1,7% гласачи кои што во 2014 година гласале за СДСМ, а сега велат дека ќе гласаат за ВМРО ДПМН. И конечно, ВМРО ДПМН на своето конто книжи
8% поени од оние кои што не гласале во 2014 година. Какви се тука трендовите кај Социјалдемократскиот сојуз? Социјалдемократскиот сојуз, тоа е оваа црвена линија, располага значи со едно стабилно гласачко тело од 67,2%. Што значи тоа? Значи дека испитаниците кои што беа опфатени во нашата анкета, тоа е иста бројка, значи тие гласале и во 2014 за Социјалдемократскиот сојуз и изјавиле дека и овој пат ќе гласаат за Социјалдемократскиот сојуз. Кои се интересните трендови? Интересниот тренд е оваа плава боја, бидејќи плавата боја го означува ВМРО ДПМНЕ, а тоа се 10,1% поен. Тие 10,1% поени значат дека гласачи кои во 2014 година гласале за ВМРО ДПМНЕ, сега би гласале за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И исто така тука имаме доста интересни податоци во однос на тоа колку Социјалдемократскиот сојуз презема гласови од албанското гласачко тело. Значи, имаме некаде 5,3% кои што се директно прелеани гласови од ДУИ. Што значи оваа бројка? Таа бројка значи дека оние што сега изјавиле дека ќе гласаат за СДСМ во 2014 година гласале за Демократската унија за интеграција и имаме оваа зелена боја што е контингент на гласови од 10,6% поени кои што Социјалдемократскиот сојуз ги прокнижува според нашата анкета на своето изборно конто условно од оние кои што не гласале во 2014 година. Тука ги имаме и трендовите на ДУИ и ДПА кои што се исто така интересни. Понатаму сето ова се игра на бројки и статистики. Меѓутоа, Оливера, мислам дека ќе се согласиш дека вистинскиот експерт околу сите овие бројки е Миша Поповиќ, тој во меѓувреме направи и една сосема друга пресметка, па предлагам да го слушнеме прво неговото толкување и објаснување на сето ова, бидејќи ова се според мене клучните прашања од каде партиите ќе ги црпат контингентите на гласови, кон што се насочени изборните кампањи, какви ќе бидат стратегиите, што е тоа што ќе го гледаме, каква битка ќе гледаме во следниот период. Повелете, Оливера. Миша, бидејќи веќе сведочиме на изборна кампања која е поставена на стратегии на партиите кои веројатно веќе низ сериозни анкети ги имаат проверувано овие прашања, кој ќе го погледнете овој столб кој што го прикажуваме на ВМРО ДПМНЕ, станува сосема јасно зошто ВМРО ДПМНЕ во изборната кампања исклучиво низ својот наратив се обидува да ги задржи своите. Резултатот од оваа анкета покажува дека 88,7% кои што гласале минатиот пат за ВМРО ДПМНЕ ќе гласаат и овој пат за ВМРО ДПМНЕ. И таа најнеобична шарена колона личи на начинот на кој што и СДСМ се представува во оваа кампања како коалиција на граѓаните со кампања едно општество еднакви за сите, бидејќи резултатите покажуваат дека успева да земе и од ВМРО ДПМНЕ околу 10%, но исто така изненадувачки 5,3 кои ги земат директно од Демократската унија за интеграција, па веројатно овој податок станува малку појасен зошто толку нервоза од ДУИ на почетокот со важните прашања каде бевте вие и кои сте вие да доаѓате и да барате гласови од албанците. Да, само да појаснам малку, овдека се покажуваат, всушност се гледа структурата во рамките на партијата. Значи, од оние што би гласале за СДСМ, 67,2% се стари гласачи на СДСМ. Тоа не значи, или например 10% се стари гласачи на ВМРО. Тоа не значи дека СДСМ земал 10% од ВМРО, земал помалку. Меѓутоа, од вкупниот рейтинг, например на СДСМ, кој што нели 18,9%, 2% поени
од тие 18 доаѓаат од контото на ВМРО ДПМН. Са тоа навидуме мала разлика, меѓутоа е 2% поени од всушност една од практично од спротивставениот табор, не од неопределените. Истото може да се каже и од ДУИ, 5,3% од симпатизерите во моментов на СДСМ се поранешни гласачи на ДУИ, тоа е малку, 1%, но уште 1% на контото на СДСМ. Тоа што е интересно тука е нешто кое што на почетокот го спомнавме, е всушност структурата на оние што одбиваат да гласаат. На тој графикон кој што беше претходно, всушност ако погледнете, масата на тие што одбиле да кажат за која партија гласале во 2014 година, 2:1 е практично соодносот во рейтингот на ВМРО и во рейтингот на СДСМ, кај ДУИ и кај ДПА тоа е порамномерно. Тоа исто што би сакал да го истакнам. 2:1 во корист на ВМРО или во корист на опозицијата? Во корист на СДСМ. Кај тоа што е интересно исто така е дека во структурата на гласачкото тело на помалите партии, се ова е нели збирно кажано, 1/5 се гласачи кои што на минатите избори не гласале. Значи тие доста мотивираат нови гласачи да излезат на гласа. Само јас би сакал уште една секунда да прокоментирам. Само уште една додавка. Од првиот графикон кој што го покажавме, ја земаме во предвид резултатот од 2011 година, кој завршува во разлика 3,8% поени. Добро. И проекцијата од трендот сега, која завршува во 4,8% поени, како средна 2014 ја земаме во која се крева на 11% поени. Должам објаснување да не изгубиме од предвид дека во тие 3,8 наспроти овие 4,8 на овие избори, 3,8 завршува резултатот 2011 година, треба да земеме во предвид дека оние кои што беа потрошени околу 50.000 гласови на Обединети за Македонија и ВМРО Народна партија, под онтовиот модел завршија кај ВМРО ДПМН. Но денеска, со оглед на тоа што не ги мериме посебно, во оваа разлика 4,8 треба да видиме што уште дополнително на контото ќе направат и тие партии кои ние реално сега не можеме да ги мериме, затоа што ја отпочнавме анкетата од претходно. Да, ќе одговорам на ова прашање, но сакам да се надоврзам на овие трендови што ги гледавме, бидејќи преска малце излегов со димензионирање на кој колку гласови губи и така натаму. Ако видите како се движела на скалата 2011-2014, проекцијата 2016, проекцијата на 2016 е пониска од контингентот на гласови што ВМРО ДПМН ги освои во 2011. Тоа значи дека ВМРО ДПМН е спуштено на некои 410-415 гласови според нашето истражување што ни го димензионира бројот на гласачи, и тоа под претпоставка да се задржи толку висок одзив како што сме имале во 2011 година, кога одзивот беше исклучително висок. А морам да напоменам дека изборите ќе ни се одржат на 11 декември и тоа е првиот викенд и после скијањето, така што тешко е да се претпостави дека на 11 декември ќе имаме толку висок одзив. Што се однесува до повторно влегуваме во таа математика, микроменеджмент во секоја изборна единица, дали ќе успеат помалите партии да грабнат едно пратеничко место или не. Нема збор дека сега им оди во прилог што ВМРО Народна и Обединети за Македонија се обединети во коалицијата за Македонија и на тоа го имаат придадено и Стојанче Ангелов, но јас сега не би можел и не би сакал, додека не ги добиеме резултатите внатре во секоја изборна единица, да правам проекции дали тие ќе освојат пратенички мандати и колку евентуално пратенички мандати би освоиле.
тоа сепак ќе го оставам за наредната интерпретација. Дозволете да додадам нешто поврзано со ова. Мојот став е дека има првин културолошка разлика на изјаснување на испитаниците кај македонците и кај албанците. Значи, и затоа ние како институт одлучивме во овие избори да не спроведуваме анкета кај македонците. Тоа мојот став. Значи, резултатите кои што ги гледаме, па дури и овие, се респонденти кои што се членови, симпатизери, клиенталистички ориентирани кон одредена политичка партија. И тој процент е максимумот кој што можат да го достигнат и двете политички партии, користејќи ги, значи, понудите, користејќи ги кандидатите. Па дури и резултатите од 2011 година, борбата беше само преку симпатизерите, борбата беше само до нив. Па дури и програмите и офертите кои што ги поднеса политички партии, особено опозицијата, максимумот можеше да го постигне толку. Во 2014 сега да не бидам као критикувач на ВМРО ДПМН, односно да им кажам тактики во овој случај на СДСМ како да придобијат, е што ВМРО ДПМН преку своите пиар стратегии успеа да ја мобилизира тотално целата гласачка машинерија, нивна, симпатизерите, нивните милитанти во смисла приврзаници и клиенталисти, луѓе кои што се вработени, администрација, јавни предпријатија и така натаму. Таков механизам на заштита на оние кои што не се симпатизери, милитанти на било која политичка партија не успеа да ги примами ВМРО СДСМ, а успеа ВМРО ДПМН, користејќи ги можеби и државните инструменти и институции, да одбиват, бидејќи тие се потенцијални гласачи за анти-власт, односно за СДСМ. Но СДСМ, мојот став, повторно ќе кажам, дека воопшто ништо не направи за тие да се чувствуваат безбедни при гласање. Чекор, што е направено, што ДРСК од СДСМ се менаџира, односно се управува со Министерството за внатрешни работи и со Министерство за труд и социјална политика, инструменти кои што можеби беа користени за измама, уцена или пак отстранување на оние идеолошки кои што се левичари, меѓутоа не се симпатизери и милитанти, за оние евентуално да не гласат, бидејќи потенцијално би биле анти-ВМРО. Па дури, и вие спомнавте во најавата на емисијата, СДСМ не направи ни мал чекор за еден обичен граѓанин, во овој случај македонски гласач, да биде безбеден кога ќе излегува во гласачката кутија. Се шпекулира, се кажува, па дури и некојаш и ние веруваме дека се знае, има механизми како да се следи за кого ќе гласаш. И во оваквиот случај неопределените кои што во сите избори, во сите земји одлучуваат кој ќе биде победник, се обесхрабруваат да ја казнат, да го одлучат за да гласат, односно за да казнат, бидејќи тие се потенцијални гласачи за опозицијата. Што конкретно? Знаете како изгледа една избирачко ливче во Република Македонија. Има број, може да се забележи, може да се стави печат, а СДСМ не успеа, барем во гласачката кутија да биде позатворена, да не биде обична и проста кутија, и не успеа да наметне барем тоа ливче, да се наметне и да се стави во коверт. Барем гласачот, односно тие неопределените, да бидат безмедни, бидејќи, односно убедени дека никој нема да ги следи. Бидејќи која ставаш кутијата, таму има наблюдувачи од секоја политичка партија. Па замислете како би се чувствувал тој што е неопределен, тој кој што сака да го казни ВМРО ДПМН или било која партија, па и СДСМ, односно да биде потенцијален нивен гласач и да излегува да гласа, да ризикува, зашто? За да победи СДСМ, без да биде целосно сигурен дека нивното ливчето нема да биде следено, а има механизми како барем просто тоа да се следи. Овде ќе мораме да направиме уште една пауза за реклами. Кировски, во овој дел на коментирање на овие споредби пред рекламите останате уште вие, па ќе одиме на други теми. Да, јас сакам да се согласам генерално и со она што Миша го кажуваше околу околу оние што одбиваат да одговорат. Тој рече дека
во кростабулацијата ни е покажано 2:1 во корист на опозицијата, а во таа смисла зборуваше и Башки. Би сакал да кажам дека посветив малце поголемо внимание на анкетите кои што се случувале во претходните периоди, особено анкетите 2011 година, бидејќи очигледно дека овие избори ќе ни наликуваат на изборите во 2011 и ќе бидат тесни, а не на изборите во 2014 кога разликата беше висока. И она што беше тренд кај сите анкети и кај сите истражувања во 2011 година беше дека отприлике рейтингот и процентот на владеачката партија беше горе-долу тука некаде, се покажуваше на анкетите, а рейтингот на Социјалдемократскиот сојуз беше подценет за некои 4, 5, 7, кај Димитрije Чуповски за 12%. Тоа навистина илустрации, тоа може и емпириски да се провери кај сите анкети што се вршени во тој период, дека не се покажува контингентот на гласачи кај опозицијата, дали тоа се должи на страв, дали тоа се должи на некакво снебивање да кажат дека се за опозицијата, тоа за жал ни покажува и дека ова општество не е целосно слободно, штом луѓето се снебиваат отворено да кажат за кого утре би гласале. Добро, Башким, само една додавка. Отидовме веднаш на реклами. Јас разбирам дека луѓето би сакале уште повеќе гаранции во однос на се што претходно беше споменувано што може да ви се случи на избирачкото место, но не дотаму дека гласачкото ливче е обележено со број. Ниедно гласачко ливче, самото директно, не е обележено со никаков број. Обележен е кочанот кој што го добива изборната комисија за да може да споредува. Меѓу другото и сега проблемите што ги имаме по некои општини каде материјал, печатите и останатото, некаде до тука завршува увидот или контролата над тоа што се влегува внатре во изборниот процес. Миша, сакате да реплицирате? Да, јас сакам тоа. Мислам дека како некој кој што доаѓа од невладиниот сектор, мене ми е чудно да очекувањата значи партиите и невладиниот сектор ги наблюдува изборите. Фер играта ја обезбедуваат институциите. МВР обезбедува да нема насилство и манипулации на денот на изборите и претходно јавното обвинителство, така натаму, државната комисија, регулаторните тела во медиумите. Така што тој еден цел систем очигледно потфрла и тоа може да се види, нели, и од повеќе, мислам, не ви треба анкета, нели, за тоа. Така што тоа беше некоја мој коментар во врска со тоа дека не можеме да очекуваме партиите да ги обезбедуваат, пошто кога партиите ќе земат во своја рака да обезбедуваат избори, ги имаме изборите од 2014, од 2011, 2013. Така. Тоа беше дел од договорот во кој што партиите беа иницијатори донеса согласност за промена на изборниот законник, во кој што се наметна, можеби промената на бројот. Но добар дел од одлуките мораше да бидат донесени со консензус, а откако заврши процесот на преговарање, формулацијата која што користи СДСМ е дека низ процесот на преговарање обезбедивме легислатива, институционално делување кое ќе обезбеди минимум услови за фер и демократски избори. Ниеднаш не рекле формулација дека процесот низ кој помина на политичко преговарање ќе обезбеди во полна смисла на зборот фер и демократски избори. Некако почнуваме да се учиме да правиме дистинкции дури и во еден збор, но тој во вакви околности прилично покажува што мислат за самиот процес и политичките актери. Да, инаку кредибилни избори е она што се форсира како вординг. Па поминавме вашата кредибилни, веродостојни, почнуваме да учиме нови формулации. Герт Аренс во 2014 ефикасно спроведени избори, да не бидеа шикере дека промените кои што овој пат ќе ги гледам, некои се подготвени да речат дека вистинскиот суд и решение ќе го видиме во 4-та изборна единица само затоа што таму се соочуваат лидерите. Некои елементи, какви парови се поставија во носителите на листите,
сосема јасно дека произлегуваат од долг период правење на сондажи во рамките на политичките партии. Никола Груевски сака да замине од првата изборна единица затоа што анкетите му покажуваат дека ќе загуби, или Никола Груевски оди во сигурната изборна единица за која ВМРО-ДПМН смета дека секако ќе ја добие, но сака да ја даде додадена вредност, дојдов и го победив Зоран Заев во четвртата изборна единица, бидејќи мислам дека ја постави како однос, тој што ќе победи во четворката ќе биде следниот премиер. Ака, секогаш била единицата Скопје, главниот град на Република Македонија, реперот дали ќе ни се случат промени или не. Јас така се сеќавам, ги следам изборите од 91 година. Се сеќавам 94 година победи со огромно мнозинство Сојузот на Македонија, но 96 кога ВМРО-ДПМН во опозиција и Демократската партија успеа да го освојат Скопје и да го донесат Ристо Пенов за градоначалник, ние знаевме дека 98 тие ќе ги добијат изборите. Секогаш трендот го покажувала единицата и така ќе остане и натаму. Доколку во единицата повторно победи ВМРО-ДПМН, ние знаеме дека ВМРО-ДПМН и натаму ќе владее. На крајот на криштата, толку долго време владење на ВМРО-ДПМН го илустрира токму единицата. Они по двата последни мандати го имаат Коце Трајановски како градоначалник на Скопје и победуваат во Скопје во 8 од 9 општини. Значи Скопје е клучот. А тоа што ВМРО-ДПМН не го кандидираше лидерот на партијата во единицата е за мене исклучително илустративно. Никола Груевски е човек што не сака да губи, и атмосферата, а и сондажите покажуваат дека најверојатно ВМРО-ДПМН веќе ја губи единицата, тоа не им се случило од 2006 и очекувањата се дека во 2016 година бројот на мандати во единицата ќе биде во корист на Социјалдемократскиот сојуз. Тешко е да се предвиди колку ќе изнесува таа разлика, ќе имаме појасна слика, велам, за отприлике една недела, меѓутоа тоа јасно ни покажува тренд што ќе се случува натаму со општеството и тоа ни покажува, ако сакате, и што ќе ни се случува за неколку месеци на локалните избори, дека веќе таа приказна цело Скопје ВМРО град завршува. Пред почетокот на емисијата, ете може по-детално да објасни Башким, јас дискутирав со него што покажуваат неговите сондажи во единицата и тој исто така ми потврди дека неговите сондажи потврдуваат дека СДСМ води во изборната единица 1. Сакам овдека само Мише да дополниме. Многумина ќе не прашуваат веќе кога ќе влеземе следната недела во втората анкета. Што се главните пилари на оваа анкета за која вие ќе речете оставаме резерва во потврдувањето на резултатот кој што го добиваме? Тоа се што? Вообичаено е дека повисоката излезност може да направи промена. Дали клучниот аргумент во однос на промената и распоредот на мандатите, сега веќе зборувам, кој што не ги третира оваа анкета, се всушност албанските гласови за СДСМ? Не знам, не би можел да кажам... Луѓето сакаат да ги поедноставуваат работите и се она што вие технички го знаете, или не е доволно атрактивно за и самиот да го раскажам што се дополнителните фактори кои што може да упатуваат и на други трендови? Може да упатуваат. Има еден податок тука кој што го покажува следново. Од неопределените, кои што се 15% помеѓу 15 и 16%, пола од нив, тоа би рекле 7 или 8%, сметаат дека промена на власт нема да има влијание. Тоест нема да има ниту позитивно, ниту негативно влијание. Оваа група, јас би рекол, бидејќи се тоа неопределени, тоа не се луѓе кои што рекле нема да гласаат, тоа се неопределените, за кои што дел од нив можеме да претпоставиме дека имаат намера да излезат на гласање. Тука лежи еден од клучевите за тоа каде може дали некој може да искористи таа маса на гласови и да ги убеди дека нема ништо страшно да се деси ако победи, ако има промена на власт,
или пак другата страна да ги убеди дека промената на властите како може да има негативно влијание. Таа бројка може да го одлучи победникот, односно искористувањето или неискористувањето на таа група. Нормално еден од факторите и нормално на со резерва. На ова ќе морам јас нешто да се надоврзам, дека тие кростабуларни резултати на целата анкета покажуваат кај целиот примерок на прашањето дали мислите дека доколку дојде до промена на власта ќе биде подобро за вас и вашето семејство или полошо, соодносот е 25% рекле дека сметаат дека подобро ќе живеат ако се промени власта, 15% рекле дека сметаат дека ќе живеат полошо. Тоа покажува еден тренд кој што личи дека фаворизира малку опозицијата. Тука се 45% кои што едноставно за нив тоа они не можат да се одлучат. И сега тука можат партиите да да играат на таа карта заради тоа што на пример половина од оние што би гласале за СДСМ велат позитивно ќе биде доколку се смени власта. Меѓутоа 17% од гласачите на ВМРО рекле дека позитивно може да се случи ако се смени. Тоа е чуден, меѓутоа тоа е нешто кое што едноставно бива во 17% од гласачите на ВМРО ДПМН сметаат дека нешто би се сменило во позитивен правец доколку се промени власт. А вика дека ќе гласат за ВМРО ДПМН. Јас го давам простиот одговор. На секој митинг кога ќе сретнете некој од ВМРО, што барате тука, вели па дојдовме тука за да падне оваа влада, за да дојде конечно ВМРО на власт. Претпоставувам дека делот почнете да откривате делот податоците и делот анкетните прашања кои што решивме да ги оставиме за следната анкета. Јас имам само едно мало прашање, бидејќи е лесно кога е главниот уредник тука, па може и да се промаши малку од времето, бидејќи во анкетата ги немавме малите партии, бидејќи сите беа под 1%, меѓутоа извлеков само еден податок од изборите во 2011 година кој што ја отсликува спецификата на македонскиот изборен систем. И ќе поберам само краток коментар па ќе завршим. Со само 2,67% освоени гласови или 29.996, Руфи Османи добива двајца пратеници. Споредено со тоа, значи 0,16% е разликата со бројот на гласовите што ги освојува Љупчо Георгиевски, 28.217 гласови не освојува ништо. Или цела една анализа покажува дека 13 мандати кои по националната распределба на гласовите би им припаднале на малите партии, со овој изборен систем и со ваквиот Донтов модел едноставно ги преземаат големите. Краток коментар па мораме да Значи тоа токму она што го говоревме за микроменеджментот и концентрацијата на гласовите. Значи многу е веројатно ПИ и Фијат Цановски со еден мал контингент на гласови, отприлike околу 10.000 што тој ги има, да извади пратеничко место, бидејќи се сите концентрирани во изборна единица 5. Концентрацијата на гласовите во одредени изборни единици е таа што определува дали ќе се добие мандат или не. Јас би сакал само уште нешто да искоментирам. Тоа е гром 2014. Бидејќи имаме сега еден важен фактор на овие избори во 2016, а тоа е да нема онакви гадни подметнувања какви што имавме со Социјалдемократската партија на Македонија на господинот Бранко Јаневски, кој што на секои 2-3 години, на секој изборен циклус, вадеше двојници на листата на Социјалдемократскиот сојуз и вршеше отворено исмевање на демократијата. Сакам да кажам дека на претходните избори таа партија успеа да одлече 4700 гласови од контото каде што реално припаѓале надвор од таму и на тој начин беше направен инженеринг на 4 пратенички мандати. Односно, во изборната единица 3 наместо 13-7 имавме резултат 12-8 за некои 1000 гласови, а во четворката и за помал број на гласови. Значи микроменеджментот по изборните единици кај во некои ситуации 500, 600 или 1000 гласа може да значи 2 мандата. Имаме и друга дебата, тука и новата формација. Затоа на почетокот на оваа емисија покажав дека за веродостојно да се донесат резултатите, односно процентите кои што со точно маргинална грешка би се реализирале и на избори, треба да се примени посебна методологија, односно по изборни единици. Контекстот не е ист
од 2011 и денеска, особено кај во албанскиот политички сега дел. имаме специфична формација 3:1 на опозиција спрема власт и во двата блока. Меѓутоа мораме да бидете кратки, мораме да завршиме. Не само тоа, бидејќи ефектот на бомбите имаше исклучително големо влијание кај ДУИ и ДПА. Понатаму, ДУИ има специфично гласачко тело и симпатизерите. Често пати се случува нивните гласачи кои што во одреден изборен циклус избегнуваат од ДУИ можат пак да се вратат. Односно, убеден сум барем со тие истражувања кои што и ние ги спроведуваме во моментов да се појави кај ДУИ во одредени изборни единици така наречениот феномен на буџаку, односно кога членството одби да гласа за Буџаку, гласаше за Инвер Селмани, бидејќи не беше прифатен од страна на нивните симпатизери. Може да се појави, односно ќе се појави и во овој циклус визави ДУИ. Рано е да се каже за ефектот на другите помали партии врз, да кажем, главните надпреварувачи ќе треба да се почекаат другите анкети, заради тоа што овие податоци сега што ги гледаме покажуваат ниски рейтинзи кои што веројатно во ова, ако останат такви, не можат некое посериозно загрозување да прават, затоа што сите надпреварувачи во македонскиот, условно кажано, блок се дисперзирани реално нивните рейтинзи. Да повториме за крај, 4,8% поени предност на ВМРО ДПМН пред СДСМ или со однос 23,7 наспрема 18,9, 2,9% поени разлика ДУИ ДПА или 6,2% наспрема 3,9. Додека Оливера ја дава одјавата, ние кога водиме заедно емисија, јас имам една традиција, а тоа е сите гости да добијат по едно ливче во кое ќе ги конвертираат своите прогнози. И се надевам дека на крајот на 11-ти Оливера ќе има храброст да го отвори своето ливче, бидејќи 2014 не го направи тоа. Од мене довидување, почитувани, ви благодарам што бевте гости во вечерашната топ тема на ваша страна. Следува уште една анкета за датумот, ќе бидете навреме известени. Благодарам. Од понеделник на топ тема следете ново представување на политичките партии, а во панел се гледаме повторно во петок. Пријатно.